Прашање за нискоградба на денешната седница на која се дискутираше за планот за вгодина на ова предпријатие упатија од опозиционата ЛДП. Значи со пари на граѓаните кои одвај врзуваат крај со крај и со пари на фирмите кои одвај преживуваат, а некои и затвораат, нискоградба се дрзнува и ги зголемува трошоците за репрезентации, реклами и спонзорства. И како расте фирмата, како е во можност, се повеќе е и општествено говорено, што значи се повеќе и инвестира и во култура, и во спорт, и во образование, помага лично на граѓаните за своји потреби така натаму. Значи репрезентацијата не е само кафана и за некоја заблуда имате вие, што значи репрезентација, спонзорство и така натаму. Касапов праша и за некоја набавка на опрема. Гумите кога се зедоја, се виде дека не се тие за приколицата, туку дека се за вилишкар и мораше да се вратат. Но фирмата која што ги продаде гумите, си ги бараше назад и оние гуми кои што ги даде гратис. Сакам да прашам, каде се гумите гратис што ги доби нискоградба во моментот? Во однос на набавка на некои гуми во 2014 година, и тоа не е точка на дневен ред, гумите не беа по тендер, не беа по таа шифра, затоа беа вратени. А ако има гуми гратис, како што вели господин Касапов, нека каже тој кај се, пошто јас прв пат слушам од него, ако нема, тоа ќе треба сигурно на суд да каже. Осигурувањето на вработените во нискоградба се довлечка во Советот. Околу осигурувањето на вработените во фирмата за случај на смрт или трајна инвалидност му се земаат на вработените по 200 денари, значи му се земаат по 200 денари без нино прашање и тие, вработените на нискоградба, се осигуруваат во осигурителна компанија која што е по желба на директорот. Не е од доменот на маѓарскиот име на директорот, него тие самостојно се организираат и бираат осигурителна компанија преку своите синдикати. Значи јас врска немам со таква работа и не ме интересира. Анализа имаше за тоа што сработила нискоградба. На доместокот за одржување на канализационата мрежа во 2015 година, во терет на комуналното јавно предпријатие Нискоградба Битола вложени се 6,7 милиони денари. Милионите кои што ги набројав тука, значи јас ќе го потсетам дека заборави една многу важна работа, дека Нискоградба крена кредит. Интервенциите на јавните предпријатија ги оценија дека се случуваат непосредно пред седниците на Советот и се предложи за поголеми резултати, информациите да се споделуваат квартално, не месечно. Значи тогаш кога треба да ни бидат јавните предпријатија, точка на дневен ред, ден пред тоа или раното сабајле се копат, се расчистуваат канали, се градат мовчиња, се санират и слично. Треба да донесеме и разгледување на предлог, програма и план на јавното меѓународно предпријатие, фабрика за апери, зашто сите изгледа не тангира таа работа. И оваа точка од дневниот ред беше усвоена.